Бугарскиот договор и протоколите кои произлегуваат од него почнаа да изведуваат македонски граѓани пред судовите за наводен говор на омраза. Еден од нив е актерот Сашо Тасевски, кој добил пријава од невладена организација пред Комисијата за спречување дискриминација, пошто завршил пред прекршочен суд. Тој говор на омраза се користи како алатка за замолчување на сите оние јавни личности кои што ги критикуваат официјалните негаторски политики на официјална Софија кон македонскиот народ. Тасевски на суд завршил и за објави на социјалните мрежи, но и за неговите стендап комедии. Со ова се нарушува слободата на говор која е уставно право. Вели дека пробугарски организации ги следат сите негови настапи и го пријавуваат, но е дециден немало да биде замолчен. Според актерот, македонските институции сега ги гонат сите оние кои го бранат македонскиот идентитет во македонската држава. Ние сме овде препуштени самите на себе, да бидеме прогонувани во сопствената држава од разни комисии, од разни бугарски здруженија, кои што целта им е само да те влечат по судови, евентуално да те ударат по джеб, со цел да те замолчат. Судот во меѓувреме ја врати пријавата назад во Комисијата за заштита од дискриминација, да објаснат на кој начин актерот ширил говор на омраза и ги навредил членовите на бугарските здруженија. Алфа се обрати до комисијата. Прашавме кои следни чекори ќе ги преземат, но одговорот таму не пристигна. За случајот согласи и академската јавност. Академик Катица Кјулавкова на социјалните мрежи напиша дека ова и наликува на државно насилство кое наликува на колонијални, авторитарни и нацистички режими. Не може да толерирате експлицитен и вулгарен говор на омраза на европратеници и конвертирани македонци, а да прогонувате говор на љубов спрема македонскиот идентитет. До Комисијата за заштита од дискриминација досега се пристигнати десетици пријави за наводен говор на омраза против бугарите, а дел од нив, како случајот со актерот Сашо Тасевски, завршуваат и пред прекршочните судови. Досега нема предмет за говор на омраза против македонци, што станува се почеста појава на социјалните мрежи.